Кумановското обвинителство отвори предистражна постапка за случајот со смртта на Ведата Деми во градската болница. Од обвинителството за ТВ21 велат дека прибираат материјални докази според кои осомничените може да одговараат за едно или за две кривични дела: несовесно постапување со болни и другото тешки дела против здравјето на луѓето. Но до поднесување на обвинение, обвинителството го чека обдукцијскиот извештај. Директорот на Институтот за судска медицина Александра Станков изјави дека формално вештачењето за починатиот ќе доцни поради обдукцијата на многуте жртви од Кочанската трагедија. Сепак ќе биде доставено до обвинителството. Обдукцијата е работена, прибираме материјали во однос на лекувањето, ќе се прават и токсиколошки анализи, бидејќи слушнав дека нешто му било дадено или не му било дадено, и ќе се направат патохистолошки анализи. Кога ќе заврши обдукцијата, ќе се достави до обвинителството, потоа обвинителството ќе нареди сигурно вештачење, затоа што се овие прегледи што се прават од надзори, тоест не прегледи од страна на Државен санитарен инспекторат или лекарска комора, тие немаат форма на вештачење. Форма на вештачење има она што ќе го сработи, што ќе го сработиме ние. Правниците велат дека за овие кривични дела казната е од 4 до 20 години затвор. Адвокатот Александар Симоновски рече дека доколку се обезбедат материјални докази, постои можност случајот да се реши правично, но според него досегашната историја на судските органи во Македонија речиси секогаш била во корист на лекарите, дури и во случаи кога пациентите починале поради лекарски грешки. Најверојатно ќе се гони ако има докази, пошто случајот е во се уште рана фаза на истражна постапка. Најверојатно би се гонеле за тешки дела против здравјето на луѓето, член 217 од Кривичниот законник, каде исто така доколку настапи смрт на едно или повеќе лица, предвидена казна е најмалку 4 години. Тоа значи дека исто нема горња граница на казна, што може да биде и 20 години затвор. Знам дека има, понекогаш ќе се случи смрт на некое лице, семејствата се огорчени, има кривични пријави, има постапки, исходи, понекогаш, не знам, во најголем број на случаи досега лекарите се со ослободителна пресуда. Според сомнежите на членовите на семејството, доктор Зоран Георгиевски бил пијан додека бил на должност на хируршкото одделение во понеделникот, кога на 32 годишникот му била дадена погрешна смртоносна терапија. Од Кумановското обвинителство велат дека полициски службеници и надлежниот истражител при преглед на местото на настанот не земале примероци од крв од лекарот за да направат алкотест. Членовите на семејството бараа да се расшири случајот и освен здравствениот систем кој им го одземе синот, правниот систем да не ги убие повторпат со сомнеж дека лекарот ќе има политичка заштита како поранешен пратеник на ВМРО ДПМН.